Бидете навремено информирани со Метео Велес. Метео Велес 24 ноември 2021 година, среда, нешто после 21 часот и 30 минути. Се очекува промена на временската состојба од кај петок, што се однесува за врнежи, значи некаде четврток кон петок, поточно некаде ноктите часови према петок ќе има појава на врнежи. Знаете, значи сината боја послабе врнежи, зелената појаки, жолтата уште појаки врнежи. Гледаме и точки дека ќе има и врнежи на повисоките места и на некои места над 1200 метри е можно да има појава на снег. На ниските места не се очекуваат и доколку ги има, тоа ќе биде само провејување. И еве сега гледаме дека постепено врнежите од северо-запад, запад, југо-запад ќе се преместуваат кон централните и источните делови во петок. Додиме малку побрзо, бидејќи ќе биде подолго видеото. Врнежи се очекуваат и во сабота на некои места. Не мора да ви кажам каде, бидејќи самите гледате дека каде има боја, таму има и врнежи. Реков, сината боја послаби врнежи, зелената појаки врнежи, жолтата уште појаки врнежи. Еве сега одиме и кон недела, еве и недела, значи ќе има врнежи на повеќе места во државава. Ќе има и снежни врнежи, поточно претежно околу Скопска, Црна Гора, потоа на Шарпланина, во близината на Велешкиот регион, Солунска глава, потоа некаде можно и на Пелистер, па и на Кожув, Галичица, потоа нешто околу Плячковица, Беровскиот регион, можно е тамо да има и појава на врнежи од снег. Гледаме доста жолта и црвенкаста боја. Во текот на денот на неделата има врнежи од дожд. Значи ова се врнежи од дожд некаде понеделник до кај вторник. Значи давам за врнежи од дожд, значи до кај вторник ќе има врнежи од дожд и тука некаде би завршил со врнежите од дожд и снег до вторник. Еве вкупно количество на врнежи од дожд, воден талок, некаде околу 62 литри на метар квадратен, некаде и над 60 литри, до 70 литри би наврнале претежно во западните делови најмногу, но и во источните делови има понекаде врнежи од дожд набиени литри, што би рекол, некаде Кривополанечкиот и Беровскиот регион, можно и на југоистокот да има врнежи од дожд. Значи ова се наврнати литри на дожд од петок па некаде до кај вторник. Купно наврнати литри од дожд. А сега понатаму ќе видиме каде и колку би имало наврнато снег од вторник па понатаму. Ево ова се наврнати количество поточно во сантими изразено за снег. Тоа ќе се случува, реков, и во текот на викендот на повисоките места. Одиме сега, значи, постепено, значи, некаде понеделник, вторник би се зголемиле веќе и врнежите од снег на повисоките места, но ќе се прошират и на некои пониски места. Гледаме на високите места 36 сантима, некои 40 сантима снег, па некои 50 ќе се доближат некаде кај трети, четврти ќе имаме повеќе врнежи од снег во поголема дел од државата. Повеќе ќе има во северо-западните, западните делови Шарпланина, би наврнале некаде и околу 70, над 70 сантиметри снег. Потоа некаде јужно од Кавадаречкиот регион према Кожувскиот регион имаме доста врнежи од снег и во источните делови на државата 20 сантиметри снег. Битолскиот регион би имало некаде околу 13-15, па може би 20 сантиметри од снег. На најниските места би наврнало некаде во просек од 3 до 10-12 сантиметри. Ова е на пониските места, некаде околу 400-500 и пониските места. Значи можно и на најјужните делови да има проврнување на снег. Значи ова се бројки кои што се некаде изразени до кај 8 декември. Значи до кај 8 декември, еве колку снег би наврнало во сантиметри.
совкупно, значи поизразено било тоа вторник, среда, четврток и петок, каде што и температурите ќе опаднат доста пониско. Да, токму така и температурите пониски ќе бидат. Среда бел ден, што би рекле дневните температури некаде следната недела и понатаму, значи некаде околу 5, 6, 7 декември температурите преку ден би били и негативни на скоро на секаде во државава. Гледаме дека ќе бидат -3, -4, -5, -6 степени среде бел ден, а оние утринските температури, само момент, утринските температури ќе паднат некаде доста пониску. Еве гледаме, -11 степени, -10 степени, а може да паднат и на -13 степени. Пак по време, значи, се очекува во текот на следниот подолгорочен период, некаде до кај 8 декември. Можно да има промени, не мора да биде се точно, меѓутоа, сума сумарум, значи од кај петок променливо време ќе имаме и врнежен дожд, и врнежен снег на повисоките места, повеќе снег би имало некаде од кај вторник понатаму, значи крајот на ноември и почетокот на декември ќе има снег и на некои пониски места и нема да биде изненадување. Ете толку од Метео Велес. Метео Велес.